Петок, 29 ноември, кратки вести во 12 часот. Нивото на водата во Охридското езеро и понатаму се намалува. Според денешните мерења на Управата за хидрометеоролошки работи, водата е на кота од 693,07 метри надморска височина и е за 22 сантиметри под просечното ниво за овој месец и 3 сантиметри под минимално дозволената кота. Температурата на езерската вода е 11 степени. Изминативе 5 дена водостојот е намален за 3 сантиметри. Со надеж дека одговорните ќе преземат соодветни мерки и нема да ни се случи преспанизација на Охридското езеро. На Охрид прес започнавме со рубриката До кај сме, каде секој ден ќе објавуваме по една фотографија од истата локација од процесот на претворање на Охридското островче во полуостров. Продолжува негативниот природен прираст во Охрид. Според податоците на Државниот завод за статистика, во месеците јули, август и септември годинава се родиле 105, а починале 155 лица, односно се бележи прираст од минус 50. И Дебрца бележи негативен прираст, додека Струга во третиот квартал од годинава бележи позитивен прираст. Се родиле 109, а починале 98 лица. Во третиот квартал во Охрид судбоносното да го кажале 119 двојки, а имало 11 разводи. Во Струга се склучиле дури 163 бракови, а во Дебрца не се евидентирани ни склучени бракови ни разводи. Нов полнач за електрични автомобили поставен во Охрид во паркот кај Мазија наспроти Охридскиот хотел Гарден. Вакви полначи има во строгиот центар на градот и тоа на градскиот плоштад, поставени од 2018 година, а според мапата на Евана, полначи има и на аеродромот Свети Апостол Павле. Охриѓани, но и бројните гости кои го посетуваат нашиот град се почесто користат електрични автомобили, што се исклучително корисни за намалување на загадувањето на животната средина. Овие возила секако бараат и соодветна инфраструктура, односно полначи, чија застапеност е нужна за овие возила да можат да се движат. Времето денес облачно со повремени врнежи од дожд, дува слаб северен ветер. Максималната температура во Охрид до 10 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.